Добро утро, господја Димовска, во утринската програма на Телма сте. Поздрав од студиото на Телма, како сте ова утро? Добро утро, ви благодарам на поканата, еве работно од Сабајле. Да, што утврди вашата вонредна инспекцијска контрола вчера по бензинските станици ширум земјава? Регулаторната комисија за енергетика побара да извршите вонреден инспекцијски надзор со оглед на информациите дека некои бензински пумпи ја ограничувале продажбата и точењето на гориво, а некои создавале лажна побарувачка, односно лажен недостиг на залихи. Што утврди вашата контрола? Да, така е. Во текот на вчерашниот ден, добивме информации од граѓани, потоа и од регулаторната комисија, која што и во текот на подневните часови веќе упати писмен допис до Државниот пазарен инспекторат, во кој што бараше да извршиме инспекцијски надзор со информацијата дека одредени бензински пумпи даваат ограничување на точење на гориво во моторните возила. Државниот пазарен инспекторат во текот на вчерашниот ден попладнето, и во текот на вечерните часови касно до ноќта беше на терен. Она што го утврдивме беше дека кај дел од бензинските пумпи утрото имало такви појави каде што било ограничено точењето на гориво во возилата од 500 до 1000 денари. Меѓутоа, по излегувањето на Државниот пазарен инспекторат и по утврдувањето и разговорот со носителите на дејноста, веќе се надмина и бензинските пумпи непречено точеа гориво толку колку што и беше побарувачката на возилата. Морам овде да укажам дека беше нереален напливот на возила кои што беа на бензинските пумпи во текот на вчерашниот ден и заради тоа можеби од стравот дека ќе ги истрошат залихите многу побрзо, можеби бензинските пумпи прибегнале кон таквата одлука, меѓутоа секако по нашата реакција, заради тоа што тоа е нечесно однесување, веќе беше ставено се под контрола и дека непречено граѓаните можеа да точат гориво. Господја Димовска, може ли да кажете точно колку представки, односно колку прекршувања утврдивте на теренот и за кои пумпи станува збор? Ние имавме дојава за бензински пумпи две во Скопје, во делот на Тетово и во Битола. Немавме точно прецизно представката бе околината во Битола, во Тетово и околината и во Скопје, каде што со излегувањето на Државниот пазарен инспекторацијата тоа се надмина. Јас сега да ви кажувам за кои бензински пумпи, бидејќи не утврдивме во моментот недостаток и тоа беше надминато. Граѓаните кои се јавија кажуваа само на одредени бензински пумпи, истото тоа беше дадено од регулаторна комисија, не со конкретни информации, меѓутоа ние ги посетивме сите бензински пумпи и секаде непречено се одвива продажбата. Какви санкции се предвидени за овие пумпи каде што се констатирани неправилности во работата, односно вештачко ограничување на продажбата? Да, нечесно однесување согласно законот за потрошувачи. Законот предвидел тука казната да изнесува 4000 евра во денарска противредност за правното 30% од вредноста од 4000 евра за одговорното лице во правното лице, тоа е некаде околу 5200 евра во денарска противредност за ваквото прекршување, што навистина е висока казна во услови кога се соочувате вака и со зголем. Така да мислам дека нема да се доведеме до таа ситуација. Денес, утрово, како што се моите информации, бидејќи Државниот пазарен инспекторат повторно од утрото е на терен, веќе бензинските станици работат непречено, нема гужви и колони како што беше тоа случај синоќа. Да, дали допре до вас информацијата од Асоциацијата на превозници Макам Транс, кои на терен констатирале, односно нивни членки се јавиле во асоциацијата и се жалеле дека на некои бензински пумпи се дозволува точење на гориво по постојните цени до 100 литри, а доколку се полни по големо количество се бара доплата од 4 денали за литар. Овде станува збор за асоциација на
големите авиопревозници, односно камионџиите? До овај момент, значи, официјално немаме доставено таква пријава од асоциацијата, доколку биде доставена и со конкретни на кои бензински пумпи Државниот пазарен инспекторат веднаш ќе излезе на терен. Добро, малку е уште еднаш нејасно, инсистирам на одговор, меѓутоа рековте неколку бензински пумпи, две во Скопје, една во Тетово, една во Битола, меѓутоа како е можно да нема наоди конкретни за прекршок, кога дури и нам новинарите вчера ни јавуваа граѓани од конкретно од кои бензински пумпи се јавуваат? Може ли малку попрецизен одговор во однос на констатираните наоди од вчера? Да, во поглед констатираните наоди зборуваме дека Државниот пазарен инспекторат при утврдување на фактичка состојба, тоа значи дека доколку во моментот затекнеме ситуација во која што на одреден клиент или на одреден потрошувач во даден момент кога и пазарниот инспекторат тој ќе го утврди, ќе му биде попречено ставање на гориво или ограничена горивото. Кога Државниот пазарен инспекторат беше на терен, во тој момент не се утврди состојбата. Значи, тоа е целата суштина на работата. Доколку ние имаме поплака во истиот момент, потрошувачот на лице место, заедно со трговецот, тврдиме таква ситуација, тогаш и ќе постапиме. Меѓутоа, кога нашите инспектори излегоа на терен, ги немавме лицата кои што имаат таква представка со изјавите или кои што требаше да се утврди. Добро, со оглед на тоа што сте директор на пазарниот инспекторат, веројатно може да добиеме информација во колку часот вашите инспектори излегоа на терен и во кој обем се изврши таа акција, колку екипи излегоа на терен и од колку до колку траеше акцијата на пазарната инспекција? Значи, акцијата траеше после 15 часот, бидејќи тогаш ги добивме и првите информации, телефонски јавувања од регулаторна комисија. Меѓутоа, она што беше утврдено е дека да, утрото некаде после 12 часот имало такви ситуации на ограничувања и дојавата кога стигна до нас беа излезени пазарните инспектори на терен, бидејќи во контекст на ова сакав да ме информирам дека државните пазарни инспектори вчера работеа во делот на цените и на маржата, така да со ресурсите што ги имаме од ситуација каде што се работат тие се истите инспектори кои што сите беа максимално вклучени за регулирање на цената на другите производи по однос на одлуката на владата, нели, за основните производи, веднаш, значи, дел од тие се префрлија на контрола на бензинските станици. Така да сакам да ве уверам дека ништо не било, дека се чекало или не се постапило веднаш кога било алармирано. Господја Димовска, дали и денеска инспекторите ќе одат во вонредни контроли по бензинските станици? Да, утрото веќе се извршени контроли, како што кажав дека немаме констатирано ограничување во точењето на гориво, едно забележано е дека нема гужви на бензинските станици. А во текот на денот секако дека ова ќе продолжат контролите и апелирам доколку има било какви случаеви веднаш да се јават за да може и да постапиме, меѓутоа граѓаните кои ќе се јават ќе мора и да ни потврдат на лице место дека биле ограничени во точењето на гориво. Не добивме уште одговор со колку пазарни инспектори располагате и колку биле вклучени во оваа акција. Да, ние располагаме со околу 170 пазарни инспектори кои што работат, како што кажав, по повеќе надлежности. Во ист момент, во текот на вчерашниот и од први навамо работиме и на подносно одлуката за цените, така да тие се сите инспектори кои што се вклучени за сите надлежности. Анета Симевска-Димовска, директор на Пазарниот инспекторат, ви благодарам за ова вклучување во утринската програма на Телма и за информациите кои ги споделивте со нашите гледачи.